Докторе, добро утро. Добре ни дојдовте во нашата утринска емисија. Благодарам што изнајдовте време, од и вие докторите секогаш сте презафатени. Но кога се гледачите во прашање, секогаш и треба да им се даде предност со совети, со препораки од ваша страна. Добро утро за Алсат телевизија. Ви благодарам за поканата што ме поканивте да бидам гостин во вашата многу гледана емисија и да се обидеме да воспоставиме еден контакт и да даеме основни познавања за гледачите, за пациентите, за сите кои се заинтересирани за овие теми, околу диагностиката во интерната медицина, посебно во заболувања на гастроинтестиналниот тракт. Како што рековте, зафатени сме многу, а денес сум втора смена, иако на прва смена другите часови сум на приправност. Се надеваме дека и да има нешто, па да го покријат колегите, кои сме добар тим во Неуромедик. Да, и тоа јас објаснив и технологијата ви е добра, затоа и ќе позборуваме токму за добра диагностика треба и технологија. За ова малку подосна. Докторе, доколку ми дозволите, јас би сакала на почетокот да позборуваме за да објасниме во суштина што е гастроинтестиналниот тракт. Значи, од каде почнува, кои органи се опфаќаат под овој термин? Добро, за да им биде и на гледачите јасно што ќе диагностифицираме денес. Гастроинтестиналниот тракт е еден комплексен систем кој почнува од устата, со јазикот, со плювачни жлезди, зъбите, потоа хранопроводот и неговиот влез со желудникот. Тука потоа идеме на најголемата жлезда и орган во организмот, тоа е црниот дроб со сите негови функции, како ендокрини, екзокрини, метаболни, производство на протеини, на одбрамбени тела, жолчните патишта, како интрахепатални, така и екстрахепатални, панкреасот, жолчната кеса, слезената, тенките црева, дебелите црева, лимфниот систем. Значи, што кажав, од устата па се до крајот на дебелото црево и анус. Значи, сите внатрешни органи спаѓаат на еден начин под овие органи баш во главните во гастроинтестиналниот тракт, не сите внатрешни, да ги земеме овие другите што се во урогениталниот тракт, да кажеме бубрези, уретери, бешика. Значи, само органите кои учествуваат во алиментацијата, во варењето на храната, произведување на хранливи, значи абсорбирање на хранливите материи, стварање на одбрамбени антитела. Тие се во гастроинтестинален тракт. Докторе, многу често од вас докторите слушаме дека, например, некој кога зборува на тема глава, си вели дека мозокот е главниот орган. Јас можам така да го наречам главниот орган на телото, па срцето, па бубрезите, па јетрото, па не знам што. Според вас, доколку гледаме во гледна точка од гастроинтестиналниот тракт, кој е најбитниот орган? Зашто и ние би денеска би позборувале? Добро, не можам тука да издвојаме, тоа е комплексен систем и едно без друго никако не може да функционира. А и мозокот не може да функционира без органите од гастроинтестиналниот тракт. Значи, човечкото тело, нема целото кај да е се битно. абсорбира шекер да му однесе на мозокот да се храни и да ги обавува своите функции. Кои се најчестите болести што ги опфаќаат овие органи? Ова е една палета што не може, ни требат денови и денови да се објаснат. Ако се почне од устата со плювачните жлезди, хранопроводот, каде што ја врши механичката функција, значи да почне храната од уста да иде во желудникот и да почне тоа неизино разлагање. Има, како што кажав, една многу голема палета на заболувања, од устата преку хранопроводот, преку желудецот, тенките, дебелите црева, слезената, црниот дроб, панкреас, жолчна кеса. Јас ќе се обидам да почнеме колку можеме да доловиме и да објасниме. Ние ќе оставиме и за друг пат ќе објасниме секако. Денеска тоа што ќе стигнеме. Може да почнеме од почеток и
најважно од се, при било кое заболување или при било кои тегоби на пациентите, на граѓаните што се жалат, да се земе една добра анамнеза, да се земе една добра анамнеза, да се распитаат луѓето кои тегоби имаат, кога им се јавуваат тегобите, дали при на гладно, дали после јадење, дали во актот на голтањето, на варењето на храната, дали е придружено со други заболувања. Потоа да се направи, сега ние лекарите во последно време одимаме, како што кажавте, и невромедика, па и приватни, и јавното здравство, многу апаратури, многу софистицирани апаратури. Како се движи времето, така брзо и растот од технологијата. Со тоа многу доктори отидоа на апаратурите, а заборавија на основните постапки на прегледот. Кој што се анамнезата, инспекцијата, значи да го погледнеш човекот, што може многу да видиш од обичниот преглед по промени на кожа, на тело, надворешни видливи што зборуваат за многу работи што се случуваат внатре во телото. Потоа другите постапки на палпација, да пипнеш, да перкусија, исто така, или аускултација, а потоа тие современи методи, кои што се рентген диагностиките, ендоскопските методи, тука ехотомографијата, компјутеризираната томографија, магнетни резонанци, ПЕТ сцинтиграфија, ангиографија и други современи апаратури и современи постапки на диагностика. Зборевте за анамнезата, значи целиот процес на дознавање на болест почнува од анамнезата. Докторе, ви се појавува, например, еден пациент и чувствува болки. Со точност не знае да објаснува на пределот на стомакот или не знам што. Како вие според анамнезата ќе дознаете што му е на тој човек? Без да го ставите на ултразвук или на нешто друго. Од анамнезата ќе го распрашаме дали тие болки се јавуваат на гладно, дали се јавуваат после јадење, дали се јавуваат во кој период на денот, дали се поврзани со земање на било која храна, пошто некои храни повеќе од другите можат да го иритира, да кажем, и хранопроводот и желудникот. Без да стане збор за некоја тешка болест, и храната може да анамнеза добро земена и како што ви кажав, инспекција да го соблечеме човекот, да го погледнеме, да го пипнеме, да го распрашаме, може да ни упати во многу правци која понатамошна диагностичка постапка или процедура би ја опфатиле. Позборувавме, ги спомнавме болестите. Имаме и треба сега и вестите да не одат во 9 часот, но уште малку, уште едно прашање имам. Почнавме да позборуваме за болестите. Рековте дека со денови ни требаат да позборуваме за болестите за внатрешните органи, токму за ова гастроинтестиналниот тракт. Но јас би сакала сега во модерното време, како и болестите стана помодерни. Како во последно време да не слушаме дека еден човек не боледува од нешто. Буквално, дали се работи за устата, дали за грлото, дали за панкреас, за жолчното кесе и така натака. Јас би сакала на брзина да ги спомнеме кои се тие најчестите болести. Според вас, вие сте долги години се занимавате, вие сте меѓу најпознатите во оваа сфера, најпознатиот интернист. Јас би сакала да ги напоменеме сите тие болести, најбитните, така што и гледачите би знаеле, може би боледуваат од нешто, па да се обратат кај вас. Прво да почнеме од воспалителните заболувања, како на хранопроводот, езофагит, гастрит на желудникот, дуоденит, 12-палечно црево, хепатитите, значи воспалителна една група. Потоа да идеме на една многу голема палета, има вродени или наследни заболувања. И како што се цисти, полипи, папиломи, на сите органи можат да се појават ангиоми, липоми, значи во развитокот на органите да се ствараат, да кажеме, бенигни туморозни формации и заболувања. Една долго голема палета на токсични оштетувања, алкохолни оштетувања, да кажеме, на црн дроб, вирусни оштетувања, паразитарни оштетувања и потоа метаболни оштетувања и на крај, да кажеме, овие неоплазмите, кои што може да се јават на секој орган
и се почесто и почесто се присутни, да. Докторе, за себе позборувале, само вие и јас и секако гледачите ве поканила сега да ги почеследиме и вестите доколку не сте против тоа. Вестите се многу битен сегмент од секојдневниот живот, па после потоа ќе продолжиме со разговорот. Праши кој стендеруар ме мјекун интернесnga neuromedica jemi këtu. Mjekosh janë pra është mjeku këtu që do të flasim për sëmundjet e traktit gastrointestinal. Të gjithë ju që keni probleme të natyrës së tillë, ju kisha lutur të qëndroni pranë ekranit televiziv. Ne do t'i ndjekim lajmet dhe do të kthehemi me mjekun për të biseduar në temën në fjalë. Mirë, ne vazhdojmë në studion ton bisedën me mjekun Jovan Stanojevski, është internisti i njohur, pra mjek nga Neuromedica. Jemi duke diskutuar për diagnostifikimin me ultrazë të traktit gastrointestinal. Të gjithë ju që jeni inkuadruar me vonesë, edhe njerë dua t'ju përkujtoj se mjeku vjen nga Neuromedica për gjithçka që mendoni se keni ndonjë problem, atë edhe mund ta gjeni në këtë klinikë. Doktore, nije objasnivme se što spagavo gastrointestinalniот trakt. Сега е време да позборуваме и за главното, значи за темата. Најбитното е болестите од прилика ги спомнавте, меѓу најглавните болести. Најбитното е, рековте, диагностика, односно анемнезата, како почнува, позборувавме за тоа, дека меѓу најбитните работи и палпација, да се гледа човекот вака, да биде присутен, основните методи. Ехотомографија. Значи, меѓу многуте методи, ехотомографијата сепак јас, како што мислам, останува лидер во таа насока. Да почнеме да позборуваме за ова. Покрај другите методи што ги наброивме, големо значење тука има и добра биохемиска лабораторија, односно земање крв. Земање на крв и крвните анализи кои ни даваат сознание за работата на сите скоро органи, како во гастроинтестиналниот тракт, така и во организмот, и можеме многу добро упатен клиничар да му послужат многу добро за поставување на диагноза. Тука се рентгенските методи, кои што кажав, ендоскопските методи, поготово за гастроентерохепатологијата на шупливите органи, да кажеме хранопровод, желудник, дванаеспалачно црево, тенки и дебели црева. И ехотомографијата, секако неизбежна метода, која по зависност од типот на ехотомографскиот апарат, во зависност од големината на фреквенцијата, поготово апарати кои се од 5 мегавати, 7 мегавати, 7,5 или 10 мегавати, даваат многу добар продор во слика. Скивата, да, и добра резолуција, даваат добра слика. Директно за гастроинтестиналниот тракт можам да кажам дека од почетокот хранопроводот, кој може да се детектира зад левиот лобус на штитната жлезда, веќе има пречки во градниот кош, бидејќи е тој позади белите дробови, пред кичмениот столб, и воздухот од белите дробови дава пречка за да се прикаже добро. Тука би бил... тука како ќе интервенирате? Тука би се направил преглед ендоскопски, со гастроскопија, значи вметнување на цревото. Ехото после може да прикаже влезот на хранопроводот во желудникот, тоа се вика место кардија под диафрагмата, исто тука да прикаже дали има проширувања дивертикулуми, брухови, хернии на хранопроводот и желудникот, кои преку диафрагмата, преку мускулот на диафрагмата и тие отвори за крвните садови за хранопроводот можат да навлезат од стомакот во белиот дроб. Може да се види исто добро желудецот, неговата кардија и како излезот на желудникот и дел се вика пилорус и влезот на 12-палачното црево, кој има содржина со храна, може да притиска на предниот дел на жолчното кесе. Тука може да се видат, значи, полипи на
Да, сакав да ве прашувам, например, хранопроводот, доколку гледаме со ехотомографија, со ехо во суштина, што може се, да почнеме со хранопроводот, па после ќе продолжиме со другото. Што се може тука да дознаеме, освен, рековте, сето тоа анемнеза, правење на резултати за крв, значи тука битно зборуваме за ехо-диагностика. Што може се да разберете? Може да се забележат проширување дивертикулуми, хернии и како промени на зидот на хранопроводот од дали структури, стенози, стеснувања, тоа се стеснување дали вродени, дали стекнати во текот на животот од многу користење на такви материи како што се зачинети, љуто, алкохоли, отрови, земање на корозивни средства и се забележат промени на зидот или пак проширување халазија, која хранопроводот е широк како чорап или други промени на зидот од туморозно потекло. Значи, сето тоа може со ехо. Може да се. Продолжуваме понатака, докторе, со другите органи. Колку се тие видливи на ехото? Колку, например, црниот дроб од сите страни, од се структурата, болестите што можат во црниот дроб да настануваат? Колку е битно дека вие како доктор, како Јован, ке седнете, ви доаѓа пациент, ви вели дека има болки од страна на црниот дроб или јетрото, како се поставени, вие добро знаете, и знаете точно како да ја ставите таа диагностика. Така како што кажавте, со ехотомографијата и по светски статистики, кажуват некаде над 90%, 95% со КТМ, ехотомографија и компјутеризирана томографија, 95% и 6% диагностицирање на сите промени на црниот дроб. Тука прво идеме од нормалната позиција на црниот дроб, неговата градба, неговата локализација, неговите промени. Црниот дроб е најголема жлезда, најголем орган, како што реков, во човечкиот организам. Има волумен негде од 1500-1800 милилитри. Тој е сместен високо во стомакот под десниот ребрен лак и од тегобите или анамнестички што ќе ни каже пациентот, може да каже тоа кога се наголемува при некои заболувања, што многу добро ќе биде видено на ехотомографија. На ехотомографија ќе биде дадена градбата. Црниот дроб е изграден од 8 сегменти. 8 сегменти кои... Зошто е поделен на 8 сегменти? Па така е во органогенезата, во настанување на градбата, 8 дела е, значи, а со еден лигаментум терес, преку кој додека мајката е бремена, детето, плодот се снабдува со крв преку умбиликалната вена која иде преку тој лигамент, потоа тој рудиментира и го дели црниот дроб на 2 дела. Значи, основното е 2 дела, кои после 2 дела се поделени на 8 сегменти. Во тие равномерно сегменти се распоредени црнодробните вени, кои носат крвта од црниот дроб во шуплата вена, па потоа се носи за прочистување, значи, и за снабдување со кислород во десно срце и белодробие. Тука се порталната вена која носи материи од слезената, од цревата, горна мезентерична вена, долна мезентерична вена, вена порте, да црниот дроб да ја изврши функцијата да отровите да ги детоксицира, да исто влегуваат во црниот дроб во тој хилус. Тука е хепатичната артерија која оди да го снабдува со крв црниот дроб. На долната страна е прилепена жолчната кеса со својот канал и сите жолчни патишта, сите, значи, како што кажав, огрануци на црнодробните вени, на порталната вена, на хепаталната артерија и билиарни патишта, се може да се види, да се примети дали има нормална големина, дали има при некои заболувања крајна фаза, како што е цирозата, да кажеме, намалување на црниот дроб и компликации, проширување на вени од венскиот систем и на горна мезентерична и на долна мезентерична вена со
проширување на тие, како што реков, варици во хранопровод, во дебело црево, па крварења или повраќање на крв или преку измет преку столицата крварења. Исто заболувања како што се хепатитите или алкохолното страдање во првите фази. Диабетот може да црниот дроб да се наголемува или ако биде од овие Зошто заболувања. секогаш црниот дроб е во опасност кога станува збор за диабетот? Па за тоа што и тој зафатен орган и вишокот на шеќерот секогаш се складира во црниот дроб. Тој се складира во црниот дроб, во гликоген, ама вишокот се претвара во масти, се складира. Значи, како масти настанува еден масен или хепатит на масен црн дроб. Хепатоцитите, значи клетките на црниот дроб се преполни со вакуоли од маст, а тоа им нарушува па нормалната функција што ја вршат тие. Колку при преглед со ехото може да се видат и тие туморни промени на црниот дроб? Па мислам дека негде со 97-8% на сигурност се детектираат такви промени. Од бенигни до малигни, тука се и липомите, тука се аденомите, тука се хемангиоми. Тие се сите бенигни тумори, пореметување на артериовенскиот систем, значи малформации при градба, пореметување на крвотокот, пореметување на холестазата, тоа е преносот на билирубините, на жолчните продукти да се изнесат во дебелото црево и во жолчката прво се складираат, па при актот на хранење, кога ќе дојде храната во тенкото црево, се лачат холецистокинини, кои предизвикуваат па да се контрахира таа жолчка и тие сокови да ги излачи во неиспалачното црево, заедно со панкреатичните сокови и ензими, липази, амилази, еластази, протеинази, да ги стварат и шекерите, и протеините, и мастите. Сето тоа многу добро може да се детектира скоро безгрешно на ехотомографија, во различност од тоа што е нормална слика, ситно гранулирана или хомогена слика на црниот дроб со овие структури преска што ви ги наброив, кои даваат своји типични дали хиперехогени или хипоехогени слики, исто така да дадат сите промени, дали вродени, дали метаболни, дали туморозни, дали воспалителни, да дадат од анехогеност, што е празно, значи чистите, до изоехогени, исто како структурата на црниот дроб што ни прави пречки, што може да не се примете, поготово ако е дифузно во целиот црн дроб се такви промени, како да кажем, како што се лимфомите, малигни тумори на лимфниот систем, па до хипоехогени или хиперехогени, значи многу поизразена слика од што е самата структура на црниот дроб. Докторе, после црниот дроб, доколку вие констатирате на ехото дека нешто не чини кај црниот дроб, дека нешто составот, дека нешто има, не знам, вие подобро знаете заболување, кој е другиот орган блиско до црниот дроб што веднаш се активирате со преглед да се направите со ехо? Па тука околу црниот дроб одма жолчната кеса и која преку својот канал дуктус цистикус, заедно врзан со каналите од црниот дроб за жолчните канали, заедничкиот хепатичен канал, го прават холедокусот. Тие соковите ги излачуваат, значи, во тенкото црево, преку еден отвор папила ватери се вика на тенкото црево, а тука се приклучуваат и едниот или двата панкреатични канали, ако вториот не се рудиментирал после раѓањето, исто така, значи, жолчната кеса, панкреасот, се тука одма врзани до црниот дроб, каде што одма наблюдуваме дали има некои промени, дали се случува нешто.
И исто како што кажав, многу добро се детектираат на жолчната кеса. Тоа сега жолчната кеса секогаш е во опасност од камењата и од разните цисти. Дали тоа може се да се детектира со точност? Па ситни камења се испод 4-5 мм, микролитијаза го викаме, и жолчна тиња, жолчен талок. Талок, да. Таложи многу. Песок. Над 7-8 мм се микрокалкули, што со ехотомографијата може да се со голема веројатност и да потврдиме дали се калциумски, кои ќе бидат во вид на школка и многу интензивна сенка ќе даваат, дали се холестеролски, по метаболизмот на холестерол, тие се код топче сироиди даваат хомогена сенка, или дали се пигментни билирубински, кои ќе имаат зони и на хиперехогеност и на хипоехогеност. Исто така може да бидат приметени во тој лигамент, се вика каде жолчната кеса и ванеспалачното црево лежат тука хепатодуоденален лигамент, се приметат дали има при некои заболувања на големини лимфни жлезди. Големините лимфни жлезди кои се детектираат зборуваат за некој заболување. Иначе во организмот има над 1000 лимфни жлезди, ама тие се мали и не се приметуваат. Значи, ако станат приметливи, веднаш се сомневаме за некој заболување. Ако се проширени вените на црниот дроб, може да се сомневаме на заболување на десната комора на срцето. Тогаш ќе бидат многу проширени вените од црниот дроб, хепаталните вени, и ќе влегуваат во долната шупла, во шуплата вена, како од звезда. Тоа дава типична слика што не може да биде промашено. Отидовме на жолчна кеса, пак да се навратам, покрај овие што се камењата, калкулозата. Намерно ве прашувам зашто многу често слушаме луѓе кои освен во бубрезите имаат камења и во жолчната кеса, да затоа. Патологијата е многу честа, се детектираат многу и на случајни прегледи, за пациентот дошол за друга работа, ќе ставиме сонда, жолчното кесло преполно, да. Многу често е придржена и со воспаление на жолчната кеса, што се гледа по трослојниот зид на жолчната кеса. Се гледаат наслаги од холестерин или полипи, значи, не дај Боже, карцином на жолчната кеса, што исто може да даде пореметување во низината функција на лачењето на жолчните солива, на билирубините, па со пожолтување на целото тело. И такви подсобнеш на такви пациенти, ние веднаш ги упатуваме на клиниката за гастроентерохепатологија. Тие имаат други методи дополнителни, многу по-софистицирани. Тие се стручни за тоа да ги направат ендоскопските методи, кои можат и оперативно ендоскопски да прават, или лапароскопски, или класични методи на операција. Докторе, панкреасот го спомнавте како следен орган. Јас би сакала да се навратиме и на панкреасот и ехотомографија. Значи панкреасот тоа е исто битен орган и вие самите рековте дека доколку, кога ве прашав доколку сакаме да ги подиглеме кој е најбитниот орган, сепак неќе можеме да изгледа сите се поврзани. Точно така. Панкреасот исто е ендокрина и екзокрина жлезда, тој учествува, значи, со соковите што ги лачи во варењето на храната, разложување на протеините, јагленохидратите, мастите. Исто така во него во ендокриниот дел се стварат инсулинот, глукагонот, соматостатини, пептиди кои учествуваат во ова. Тоа е заджелудечна жлезда, значи се наоѓа пред кишмениот столб, многу позади и колку е тешко да се прави диагностика на панкреасот, и малку секогаш панкреасот се смета како прикривен орган. Може тоа за многу неедуцирани доктори, иначе во еден добар процент се детектира и панкреасот. Може да прави пречки само некој ако има поголеми количини на гасови во желудецот или не е нагладно извршен прегледот, ама во суштина се детектира добро. Панкреасот е со големина на едно 8-9 сантиметри, има глава, тело и опашка и има форма или на атлетски тек
или на полноглавец, во тоа зависност од како се изгледа, како се развиени деловите. Тоа е према околните структури, ако го детектираме према лиеналната вена, секогаш е над неа, над лиеналната вена, ехоапаратот кој е опремен и со доплер, ќе се стави, ќе се најдат тие крвни садови, према нив се детектира и панкреасот. Панкреасот исто така има една ехо структура, изглед на заматено стакло и во различни периоди од животот може да биде по-хипоехоген или во стара возраст и големината му се намалува и ехогеноста се наголемува и може да се детектира лесно. Исто така, на него може да се детектираат покрај цистични заболувања, псеудоцисти во многу голем процент, исто така воспалителните, дали акутниот, дали хроничните панкреатити, потоа една многу опасна форма на хеморагично некротичен панкреатит и прави лиза на мастите околу него или во него, што лесно може да биде детектирано. А секако тука е и клиничката слика, која каже пациентот дека има издржливи болки или во тој предел. Кога ќе се земат биохемиски анализи, да кажеме, во крвта и во мокрачата, каде се определат ензимите кои што ги лачи амилази, липази, еластази и тоа, кои ќе бидат во многу голем процент покачени. Докторе, кога, например, ја правите диагностиката на сите, не само на овие органи, на сите други интерни органи, внатрешни органи, дали тргнувате, додека и дури ехото го правите, дали го прашувате пациентот за најбитниот фактор, генетскиот фактор? Секако. Има многу голема палета на заболувања и во гастроинтестиналниот тракт, како воопшто во човечкиот организам и човечкото битисување, кој има голем процент на фамилиарна анамнеза. После панкреасот, кој е другиот орган што би бил добро да се прегледа? Ние денеска воопшто зборуваме за органите и за диагностиката. Кој е другиот орган што четвртиот? Ние 3 органи веќе ги наброивме со ехо. Не како ги прегледавме со ехо. За панкреасот само да додадам дека исто така многу битни се овие малигните заболувања кои се чести последно време и кои покрај болката што ја дават и проширување на каналот, затоа што на едно место, најчесто позади главата на панкреасот, тука прават обструкција и каналот се проширува и тие ензими не може да се излачат во гастроинтестиналниот тракт, во неспалачното црево и го самоуништуваат панкреасот. Значи, автолиза му прават. Значи, панкреасот се самоуништува, колку што? Да, со тие сокови. А, како што кажав, во панкреасот тие жолчните соли и ензими кои што се излачуваат каналите, жолчната кеса и хепарот се трите органи кои учествуваат во разложување на или метаболизмот на билирубините и на жолчните соли. Друг орган од многу големо значење е хематолошкиот орган, слезената. Слезената се наоѓа па во лево високо во стомакот, покриена со ребрата и има големина од 5 до 11 сантиметри. При многу хематолошки заболувања ќе даде промени што лесно се детектира, дали дифузни промени, дали нодални или фокални промени, ко чворови, ко јазли. Исто така во низиниот хилус, кај што влегуваат хепаталната лиеналната артерија и излегува лиеналната вена, кои со горната и долна мезентерична ја прават преска, што кажа вена порта за црниот дроб. Тука може да бидат приметени сите заболувања кои се од хематолошки аспект, значи многу анемии како што се сфероцитоза, елиптоцитоза, други кои дефектни крвни зрнца се уништуваат во слезената и таа се наголемува. Настануваат анемии, многу други заболувања од миелопролиферативна природа, кои што се
лимфоми, леукемиите, многу од воспалителните, како што се инфективна мононуклеоза, лешманија, туларемија, бруцелоза. Значи, голема палета на боли. Јас би сакала да застанеме само леукемија, спомнавте. И со ехов тоа може да се дознае дека нешто оди на прилог на леукемија, докторе? Па, обично во хронична гранулоцитна леукемија, слезената е наголемена многу и дифузно инфилтрирана, значи се приметува целото ткиво, дифузно цела слезена е наголемена, исто и при овие лимфомите. И од зависност на незината проекција, од зависност на незината нормална слика, промените сите идат или со намалена хипоехогеност или анехогеност, значи ко празни, ко дават темна слика, тука се исто абсцесите, тоа се знаете гнојни заболувања, абсцесите, цисти, дали вродени, дали овие хидатидна ехинококова циста, дали унилокуларна, значи единечна или мултилокуларна, многу такви цисти, во зависност од тоа дали е кучешка тенија, што викаме, или од лисична тенија, дали е хинококус гранулозус или мултилокуларис, така ќе бидат и промената на слезената. Повреди на слезена, значи многу трауми, при луѓе што земат антикоагулантни терапии, па спонтани крварења, може да се јават хематоми, сето тоа може да биде во голем процент детектирано со ехото на слезената. Докторе, јас би сакала другите органи да ги ставиме за друг пат. Би сакала тука при крај на разговорот, многу беше пријатен разговор, дури некои податоци јас самата не сум ги знаела. Би сакала една препорака до гледачите. Дали треба веднаш да се јават на доктор, дали треба веднаш да побарат од докторот диагностика со ехо, како треба целиот тој процес на едно заболување, една болка почувствувана во пределот на внатрешните органи да се третира? Па секако појавување на било каква патологија, на било каква симптоматологија, треба пациентите да се обратат преку матичните лекари, да побараат упат за кај специјалисти, интернисти, или па и да не побараат матичните лекари се стручни, сами да ги упатат, да се направат едни квалитетни прегледи, како што кажав, основни прегледи со ехотомографија, па ако со добра биохемиска лабораторија секако, па ако забележиме или приметиле или се совневаме во некое заболување на гастроинтестиналниот тракт, ние секако или ќе ординираме терапија или ќе ги упатиме на субспецијалисти за таа област, каде што заболувањето ќе биде додиагностицирано и преземено соодветна терапија. Ама за почетните чекори кај нас може да се направат многу квалитетни прегледи. Тимот е добар, екипата е добра биохемиска лабораторија, добри апаратури, стручни лица и мислиме дека секогаш можеме да одговориме. Докторе, благодарам многу што бевте со нас, што издвоивте малку повеќе време, но сепак кога станува збор за внатрешните органи, тие се најбитните, зашто сепак се работи за орган што не се гледа со око, туку со, еве, примерот вие го дадовте, убаво го објаснивте, треба секогаш тука ехото или другите апарати кои ви се на помош на вас. И ние од Неуромедика ви заблагодаруваме вам за поканите, за можноста да презентираме што знаеме и нашите стручни подготовки и можности, и се надеваме дека успешно и понатаму ќе се работи. И потатака да ќе продолжиме. Благодарам уште еднаш, ка ви посакувам многу успех. Благодарам. Прашикува стандаруар me mjekun nga Neuromedika, duat sqaroj edhe një herë se është mjeku është internist, specialist. Folëm për diagnostifikimin me ultrazë të traktit gastrointestinal. Mjeku është Jovan Stanojevski, të gjithë ju që keni problemet natyrës organeve të brendshme, atër mjekun do të mund ta gjeni në Neuromedika. Me njerë do të shkojmë tani me një blok publicitar.